Почитувани гледачи на Мега телевизија, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. За сите оние кои што редовно ја следат токму оваа емисија, знаете дека токму минатата недела како мој гостин беше режисерот Андреј Цветановски, син на еден од најголемите, најпризнатите театарски режисери во Македонија, Владо Цветановски. Токму во денешното издание на емисијата Одблиску со ви го доловуваме неговиот помал син, актерот, иако млад, но од друга страна би рекла на вистина доста надежен актер, за кого што верувам дека до првајте ќе се слуша твоето име, Дамјан Цветановски. Здраво пред се, добре дојде во мојата емисија, ти благодарам за времето што го одвои. Добро ве најдов, фала што ме викнавте. Така, јас верувам дека ќе имаме на вистина убав разговор во следните 30 на минути со цел одблиску да те доловиме до сите наши гледачи. Ти благодарам пред се, или како што кажав, за времето што го одвои да бидеш мој денешен гостин со оглед на големите број активности кои што ги имате токму тука во Битолскиот народен театар. Вашиот брат Андреј ја режира представата Дон Жуан, во кој што главната улога ја играте токму вие. Ајде на самиот почеток би сакала да позборуваме токму за оваа представа, за вашиот главен лик. Ја имате нели носечката улога во представата Дон Жуан. Па да, само што почнавме, некако сме веќе во почетокот на процесот, не се знае каде ќе дотераме, но патот по кој тргнавме се делува мощно интересен, како убаво поле за истражување. Морам да признам дека чувствувам притисок односно улогата, бидејќи е голема и имам голема желба да ја доловам како што треба, да не биде лажна, да се побавам со сите работи околу неа како што треба и така. Мислам дека ќе биде доста интересна представа, за сега така ми делува, се надевам дека нема да си го гризнам јазикот. Така, останува да видиме во секој случај, рано е се уште да позборуваме подетелно околу самата представа со оглед на тоа што сте на самиот почеток. Ете, како што кажавте, и јас верувам дека предизвикот е поголем, бидејќи играте токму главната улога, но од друга страна верувам дека предизвикот е поголем што играте во представа каде режисер е токму вашиот брат. Пред се, како ја доживувате оваа улога, Дон Жуан? Дон Жуан, прво мислев дека нема да имам никаква тешкотија да го оправдам како човек, мислев дека ќе биде полесно, но откако влеговме малце во текстот, малце почнавме да анализираме, имаше период каде што стварно мислев дека е никаквец, гнасен човек и тука се случи една прва пречка, да речам, и полека мислам дека сега надзирам некои причини зошто е каков што е и дека не е самиот виновен за сите тие работи, туку има разни околности што го натерале да се однесува така и да постапува така како што постапува. Така да ќе видиме. Така, ќе видиме, времето ќе покаже во секој случај. Кажи ми, како е да се работи заедно со твојот брат? Па, соработката со Андреј, ова ни е веќе трета представа што ја работиме заедно и мислам за сега ми е една од најдрагите соработки што ги имам. Првиот пат кога работевме беше тензично, беше проблем, не знаев, имав страв дали ќе се разбереме како што треба, дали ќе му бидам задоволителен на Андреј како глумец, дали тој мене ќе ми дава индикации што ќе ми помагаат и такви работи. Имав голем страв пред првиот проект, но тоа брзо се реши заради тоа што видовме дека многу лесно и многу брзо функционираме еден со друг, многу лесно ги разбирам работите што сака да ги направам. Тој вели дека јас ги правам тие работите што ми ги кажува, така да мислам дека од тој аспект немам никаков проблем, многу ми е драго што работам со него и се надевам дека сигурно ќе продолжиме да работиме заедно на многу други проекти и нашата соработка само ќе се развива и ќе станува се подобро и подобро. Така, сепак тука е таа релација, нели, брат со брат, но од друга страна ја имаме релацијата режисер и актер. Колку
Ете да ја оставиме самата релација брат со брат на страна, колку Андреј е строг како режисер, колку е критичен, како тој ја оценува твојата работа и колку лично ти ги прифаќаш оние негови критики или можеби од друга страна оние совети кои што Андреј тебе ти ги дава? Па би рекол дека најчудната работа во односот меѓу мене и брат ми е тоа што пред воопшто да почнеме да го имаме односот режисер-актер, нашиот однос брат со брат повеќе делуваше така, како режисер со актер. Така да кога влеговме во односот, тоа беше како нешто познато. Заради тоа што како помал брат јас често знаев нели да погрешам нешто или да правам нешто што тој смета дека е погрешно или би ме посоветувал да направам нешто подобро и така натаму и веќе ни беше развиен тој однос. Кога стапнав на сцена, немав никаков проблем да прифатам негова критика или негова сугестија заради тоа што веќе цел живот тоа го правам, така да мислам дека е доста чудно тоа што така излезе. Сега вака кога ќе го кажам на глас излага како брат ми цел живот да ми има наредувано, јас да го слушам, но не е така, него еве. Така, и токму кога минатата недела разговаравме со вашиот брат, некако дојдовме до таков заклучок, бидејќи вие покрај вашиот татко сте израснати на некој начин во театарот, како да се знаело дека тоа би била ваша идна професија, но интересно е тоа што вашиот брат ги следи стапките на вашиот татко, но зошто вие не се одлучивте да работите како режисер, туку од кај вас се роди љубовта кон актерството, да запливате во овие актерски води? Па не знам, претпоставам дека уште од мал имав некаква потреба за да бидам во центар на внимание, таква како детска потреба да бидам центар на внимание, па често знаев да се глупирам и да пеам песни, ја кажувам работи за да привлечам внимание или да драмам или не знам, или да ме боли стомакот за благо, како што веле. Такви работи, некој има разни такви ситни детски хирови што се повеќе ми ги развива од дома и ме разгалија. После некој време тоа престана, да речем, кога почнав да одам на школа, па цело време почнав да менувам професии, желби за каква професија сакам да имам. Ги менував и така, ги менував и некако на крај се вратив назад на тоа првото, каде што сватив дека можам сите тие професии да ги искусам преку актерството и дека гледам така на глумата како психологија во пракса, можноста да влезеш во мислите и во секојдневијата на разни луѓе со разни животи. И тоа ми е бескрајно драго и големо богатство. Мислам дека тоа е големото богатство на професијата што имам таа можност и сум благодарен за тоа. Да. Така, и како реагираат твоите блиски кога му соопштиете дека тоа ќе биде твојата идна професија, дека она со што сакаш да се занимаваш е актерството? Моите дома? Да, твоите најблиски. Каква беше поддршката? Во секој случај, или како што кажаш, театарот е сепак на прво место, но станува збор за актерство. Да, поддршката беше безусловно, ја добив посекако. Меѓутоа, татко ми од секогаш не сакал да се бавиме со ова заради тоа што претпоставувам сакаше да ни е малце подобро материјално, како да кажам, фиксиран животот, зашто тука ништо не се знае. Но кога свати дека љубовта е вистинска и права, дека тоа е тоа што мислам дека нема назад, единствено се сеќавам на еден муабет, еден разговор што го имавме со татко ми, кога брат ми сакаше да се запише, тој сакаше едно време да се запише на глума. И не знам, мислам дека спомна во еден момент дека сака да се запише на глума и татко ми му рече, ако дојдеш кај мене на приемен, ќе те падна. И јас се сетив на тоа во еден момент, како, мислам, никогаш не сум сакал не сум ги сакал тие театарски разговори каде што се вели дека каде што се претпоставува заслугата на некој дали е вистинска или не е. Сметам дека шанса треба на секој да му биде дадена и таа шанса треба да биде искористена во најдобар можен начин. Сега таа шанса колку ќе искористиме на нас. Во однос на тоа што ме прашавте, јас уште од самиот старт кога решив дека ќе се бавам со глума, решив дека ќе одам на приемен во друга земја.
во Нови Сад, поточно од каде што е мајка ми, заради тоа што сакав да ги избегнам точно тие театарски разговори, но еве откако се вратив, фатив дека тие полека ме стигаат кога и дае, така да ете, тоа. Така, македонската јавност, би рекла македонската публика, имаше можност да те запознае преку представата Жени од подземјето во улогата на Хат. Ја играше ти, така, а она што би сакала да го спомнам токму поврзано со оваа представа е дека вие бевте и добитник на награда за машка улога на минатогодишниот фестивал за античка драма Стоби. Пред се да ви честитам со оглед на тоа што тоа беше и на некој начин и ваша прва професионална театарска представа, ете усвоивте награда за најдобра машка улога. Од какво значење е пред се самата оваа представа, ликот Хат кој што го игравте, но од друга страна од какво значење е самата награда која што вие добивте? Како прво сметам за наградата дека не сум заслужен само јас, тука е заслужена целата екипа, заради тоа што имавме еден прекрасен процес кој траеше многу кратко и за толку кратко време мислам дека успеавме да направиме супер представа, тоа беа 25 до 30 денот, не ме земете за збор. Исто така и мислам дека наградата ја добив токму заради тоа што и мојот лик беше наместен така да има огромен простор да доживее таква емоција, да игра во ваква и таква околност. Мислам, имаше голем диапазон на околности во кои ја играв. И мислам дека драго ми е што, например, ја добив наградата како таква, меѓутоа сметам дека не сум единствено заслужен јас за тоа, а таа представа какво значење имаше за мене, имаше многу важно, големо значење заради тоа што јас бев надвор од својата земја 4 години, никој не знаеше како се бавам со тоа што се бавам, каков тип на глумец сум, каков сензибилитет имам или така, и ми беше многу важно моето прво појавување на домашен терен. Така да имав многу голема трема, многу се тресев пред првата премиера, се сеќам, зашто сум наместен така на еден како трон и чекам да влезе публиката и тоа трае, нели, некои 15 минути. Мислам дека беа едно од најстрашните 15 минути во мојот живот, но откако почна представата, тоа така се искористи многу позитивно, испари. Така, кога веќе ја спомна таа трема која што си ја имал, нели, пред првата по-професионална представа, дали можеби сега имаш трема пред самите премиери или пред одигрување на представа? Секогаш имам премиера, кога немам премиера се чувствувам многу премиера. Секогаш имам трема. Не, секогаш имам трема. Кога немам трема, се чувствувам лошо. Мислам дека кога човек нема трема, тоа некако не му е значајно како ќе одигра улогата и се надевам дека никогаш нема да престанам да ја имам. Се случува да ја немам ако има некои многу екстерни околности каде што така не можеш ни да се сконцентрираш на тоа што треба да го бавиш, например ќе се зафркне миксетата или не знам, нема да нешто ќе има некој проблем таму кај билетарата, па ќе се такви работи и тогаш ми ја снемува тремата заради тоа што почнувам да се нервирам за работите околу представата, во главном секогаш имам трема и мислам дека тоа по таа трема ме прави ангажиран во изведувањето на самите представи. Така, во секој случај, нели, самата трема е составен дел од таа магија која што со себе ја носи една актерска улога. Освен оваа представа, си учествувал во повеќе театарски проекти, ете спомнавме дека и со твојот брат си соработувал на неколку. Во кои се представи проекти досега си бил ангажиран? Ете, да направиме некоја си кратка мала ретроспектива на работите. Може. Што се однесува во проектите во кои сум ангажиран во Македонија, тоа се Венецијански трговец, што ја работев како режија беше Наташа Поплавска, работе во Драмскиот театар во Скопје, сега таа се игра на репертоаре. Влегов како замена во представата Разговори во 4 очи на Нина Николич во МНТ. Играм една представа за која ќе оставам малце после, ќе ви раскажам, би сакал да раскажам за таа представа, се вика Приказните на заборавените предци, ама ќе дојдам до неа. Жени во подземјето ја сработивме, таму беше нели првата професионална, која не се игра и за жал се изигра многу малку пати бидејќи немаше сопствен дом, таа беше направена како проект за еден фестивал од Велес.
како се викаше, женине нешто езерото, лебеди на езерото, не можам да се сетам, ќе ми простат. Во склоп на тој фестивал и немаше собствен дом, не си играше на ниеден репертоар, игравме ние кога ние самите ќе се ангажиравме, така целото беше некако на мускули, има и сценографија која малце габаритна и така, и не беше едноставно да се игра. Така да мислам дека тоа се и еве Дон Жуан сега што ја работим, мислам дека се тоа сите мои представи што ги имам во Македонија. Така, некоја посебна помилена што можеш да ја издвоиш? Веќе ја издвоив. Тоа е Приказните на заборавените предци. Таа представа е настаната како продукт од наше лабораториско работење театарско на село. 4 актери бевме, јас, значи Дамјан Цветански јас, Сергеј Димовски, Исидор Јовановски, Тони Денковски и Андреј како режија. Бевме во моето родно село, тоа е родното село на татко ми, село Слоештица, и таму живеевме месец дена, каде што работевме представа. Живеевме таму заради тоа што тоа е некоја идеја која наследивме од татко ни како театарска работилница, бидејќи кога си на некое такво место како што е тоа село, нема никакви дистракции и така се нарекувавме театарски монаси, така сакавме да викаме за нас, дека ништо друго не ни беше важно освен театарот и уметноста и создавањето на некое дело, и направивме една прекрасна представа која на сите ми ја препорачувам да ја погледаат, бидејќи мислам ја играме веќе не знам некое време и многу ми е драга, никако не престанува да ми биде драга, секој пат уживам кога играм во неа. Ја играме во Скопје, во театар комедија во недела, бидејќи театар комедија отвори како недела го отвори како ден за приватни проекти, за приватни представи, па го користиме тој термин понекогаш. Од прилика 2 пати во месецот се пробуваме да е тоа така, некогаш не испаѓа, некогаш испаѓа. И ете, таа представа би ја издвоил како омилена, како посебна. И како е прифатена, ме интересира од самата публика, како што се сеќавам, самата премиера на оваа представа беше токму во селото Слоештица, така? Да. Ете, како беше прифатена и од мештаните, од жителите на Слоештица? Па тие колку ужива, тие многу ужива, мислам, бидејќи, мислам дека тие најмногу уживаа во таа представа, заради тоа што тоа беше така нивен материјал, нивно, лично, нешто ги удри на локал патриотизам, би рекол, така. Горди беа заради тоа што се направила представа за луѓето од таму, за приказните од таму. Таа представа е направена по расказите на прадедо ми Илија Кочовски, кој бил раскажувач народен во селото, и на негови 70 години има дојдено Марко Китевски од Прилеп, етнолог, мислам дека е по професија новинар, не сум сигурен, можеби двете. И го има снимено со диктафон, сите негови приказни ги има снимено со диктафон, и тие како што се кажани, значи во диалект, и ако заборавил некој детај од приказната, па после го додал, така се ставени во книгата. И беше, и мислам на сите мештани од Слоештица им се познати тие приказни, и тоа се некои приказни им се познати на сите, како Крсте Петков Мисерков ги има во своите збирки, само се многу поинакви, ги се раскажани на диалекти, кажани така. Многу важна димензија раскажувачот, што ја раскажува приказната, тој додава толку колку што мисли дека треба да додаде, или го повишува ова или го смалува ова. Мислам така, до раскажувачот е каква ќе биде приказната, и со тоа највеќе се бавиме во представата, со народниот раскажувач и неговиот ефект. Така, навистина звучи доста интересно. Ете, јас ја немам погледнато, верувам дека го привлече вниманието на сите наши гледачи, па можеби ќе имаме можност за скоро време да ја видиме тука на сцената на Битолски народен театар. Се надевам, ние веќе еднаш бевме, гостувавме со оваа представа. Така? Не знам точно кога беше, 4 ноември. Ако не се лажам, тогаш, ако е тоа датумот за слободување на Битола. Да. Точно тоа, на 4 ноември ја игравме, сакаме пак баш овие денови нешто разговаравме, дека би сакале уште еднаш да играме, така да ако биде, ќе се надевам дека ќе биде достапно, мислам дека ќе биде добро информирана јавноста на Битола, дека
Така, во секој случај тука сме ние за да ја пренесеме таа информација. Точно така, ви благодарам на тоа. На актерите често им се случуваат во текот на една театарска представа да се случи некоја непредвидлива ситуација, дали да се заборави некој текст или нешто случно или нешто слично. Дали се сеќаваш ти на некоја таква ситуација? Ете да ја споделиме со нашите гледачи. Па да, имам повеќе, бидејќи една веќе имам раскажано, оваа ќе ја раскажам. Кога беше премиерата за приказните на заборавените предци во Слоиштица, меѓу другото тоа беше и имаше еден фестивал кој го започна татко ми со Сергеј Андреевски, тој се вика Славење на пиревот. И одеше 10 години, претходната година беше 10-та година, јубилејно, и го затворивме фестивалот бидејќи има многу проблеми технички во организирањето на самиот и така не е баш финансиски подкрепен за да можеме да правиме разни работи што сакаме. Да скратам, се заврши фестивалот. Но фестивалот се случуваше за време на селската слава во Слоиштица, тоа е Голема Богородица, тоа е 28 август. Да. И измеѓу другото, измеѓу целиот фестивал и организирањето на представата и бидејќи има и други работи кои се организирани од страна на Сергеј и Ирена Андреевска, што се како изложби од артисти што имаат доаѓано и живеено во Слоиштица и така натаму. Мислам така мултимедијален е тој фестивал, од се има по нешто. Сакам да кажам, на тој ден, освен тоа што се бавиме со тој дел, и ние исто така чекаме гости, како мештани од селото. И стануваме многу рано од Савајле, да речам во 8, за да почнеме да местиме се, да правиме салати и јадења, ручеци и такви работи. И доаѓаат многу луѓе, да 30, 40, 50 луѓе знаат да дојдат. И домаќините сме ние што вечерта треба представа да играме и дури ги служиме, дури им даваме да се напијат ракија, вино, пиво. Често има прилика да се наздрави и некако е непријатно да не се наздрави, зашто е слава, заради тоа што некој е, ајде, живели ќе направиме. И така, многу пати ни се случи во текот на денот да правиме живели и не сакајки. Многу се напивме сите ние во текот на денот и ја изигравме представата, да речам, можне пијани. Немаше никаков проблем, ја изигравме како што треба, изгледа многу време ја имавме, многу време ја повторувавме и ја работевме така што ни беше влезена органски, па не можеше ништо да ни извади од колосек, ама беше многу. Пред да почне представата сите знаевме дека има еден ризик тука голем во нашето пијанство. Така, но добро ете што за среќа сме добро помина, или се добро помина, или останатите селани беа исто толку пијани што не приметија ништо, така да како и да е добро помина. Така, битно крајниот резултат е одличен. А што во онаква ситуација кога ќе ти се случи да заборавиш некој текст и дали ти си има воопшто случено такво нешто, па да се оди на импровизација? Колку си успешен во тоа? Па можам да кажам дека моето искуство со импровизација од ден на ден се поголемо заради тоа што сватив дека импровизација не е нешто што го имаш или не, туку е вештина во која си способен и со желба да влезеш во нешто, да, како баш заради тоа ние почнавме да работиме на група која импровизира. Актерите кои се бават со тоа сме јас, Сергеј Димовски, Тони Денковски и Григор Јовановски. И влеговме во такво нешто што го спремаме, тоа и нешто што ќе биде прикажано на јавноста за месец. Можеме да најавиме нешто или да оставиме во тајна? Па не би знал како да го објаснам тоа, е толку ми е тешко да го објаснам што е тоа со што се бавиме, така да ќе го оставиме нека вака енигматично, па ќе го видат луѓето кои ќе имаме некаков материјал. Добре, ете причина плюс за во иднина кога ќе го објавите повторно да ни гостуваш во некоја наша емисија. А кажи ми дали имаш некој посебен ритуал пред представа? Па мислам дека ритуалот ми го задава самата представа, имам посебен ритуал пред секоја представа и од мали работи до доста големи ритуали, например кога бев студент имавме на представа Лизистрата, таму
Таму ја играв бабата на Лизистрата, измислен лик, се викаше Праксагора, и бидејќи те што го освојуваат тој Акрополј, тоа е храмот каде што се чуваат парите на мажите ги чуваат парите, овие таму го освојуваат тоа, го барикадираат, им ги земаат парите. Мојот ритуал беше едно 20 минути пред да почне со представата, јас имагинарно си правев колачи, го чистев храмот, ставав машни на секаде. Мислам, тоа ми беше ритуал за да така некако Да се опуштиш. Да се опуштам, да тремата да си ја претворам во игра и така натаму. За таа така, за приказните имавме едно колективно загревање кое некако доработевме, го правевме цело време, па еве и ден денес пред секоја изведба ни останува, го правиме тоа едно колективно загревање што е така можно специфично. Пред секоја представа имам нешто. Пред Венецијанскиот трговец само шетам низ театарот на еден одреден начин и тоа ми е. Мислам, зависи од представата. Така, во секој случај, иако си млад, од друга страна, како што кажав и во самата најава, си доста надежен. Пред тебе е главната улога во представата Дон Жуан, но кажи ми, која е она неостварена желба? Некој лик, театарски лик, улога која што сакаш да ти се случи во иднина? Или може би ги има повеќе? Има повеќе. Една би извоил, иако не е неостварена, заради тоа што ја работев на факултет, работев монолог од истиот тој лик, но на тој монолог гледам како на тизер, на трейлер од тоа што би сакал да го работам, а тоа е Кнез Мишкин од Достоевски, од романот Идиот. Ликот Кнез Мишкин ми е еден од најфасцинантните ликови напишани во историјата на книгите. И би сакал многу да некогаш во животот да бидам во тој процес, во Идиот, да се постави таа представа и да го играм Кнез Мишкин. Така, дај Боже да ти се случи во скоро време, а во какви улоги најмногу се пронаоѓаш? Што е она што најмногу ти лежи тебе на душа? Мислам дека најмногу сакам да играм негативци, а многу слабо ги добивам. Негативците, дури и кога ги добивам, тие се како антихерои, па некако полека оп, ќе ги оправдаме, добри биле. Би сакал некогаш да глумам чисто да глумам негативецот, лошиот човек. Ќе го оправдам јас, ама сам, дека не е антихерој, така некако. Тоа би сакал да. А дали, освен како актер во театарска представа, се замислуваш во иднина и како дел од некој филмски проект? Какви ти се целите за во иднина? Имам големи аспирации према филмот. Јас многу сакам да бидам, само филмот е така малце како да кажам, знае да биде сурово заради тоа што многу зависи од среќата во тој момент, дали како индивидуа одговараш на луѓето, па исто многу зависи од врските што веќе си ги договорил, ако знаеш може мене да ми се јават да ми кажат дојди утре во оваа земја да снимаме, јас да кажам имам представа и таа представа да не ми е ни толку важна, да некако како нешто само што морам да го обавам и заради тоа на пример не би добил. Така да сум имал многу такви за малце да се фатиме со филмот, јас и филмот, ама ете за сега се промашуваме некако. Ќе се надевам дека ќе биде. Се надевам јас, нели кога се сака нешто тоа и ќе се случи. Ќе се кога случи, силно си го да. посакуваш, да, кога тогаш ќе се случи. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од Блискусо, кажи ми, освен театарот, што е она што друго те прави среќен во животот? Што е она што најмногу го сакаш и во што уживаш? Уживам во музика, во создавање на музика, во пишување на поезија и пишување на текстови. Музички долго време се занимавав со музика, уште пред да одам на студии се занимавав претежно со рап музика во тоа време, но полека како почнав да се занимавам со театар и со глума, сватив дека и музиката некако ми се отвори во смисол на би сакал да се бавам со музика и би сакал да создавам музички ликови или како би рекол алтер его, повеќе ликови музички кои би ја збореле собствената вистина, што не мора да значи дека вистината на Дамјан Цветановски.
Ето тоа ми е голема пасија со која што се бавам потајно полека, се надевам еден ден ќе испливам. Навистина интересен податок ете што го споделивме со сите наши гледачи. Имам повеќе прашања, не веќе издвојам уште едно за самиот крај. За сите оние млади личности кои што би сакале да се занимаваат токму со оваа професија, со актерството, како млад, но од друга страна надежен актер, што е она што би им го препорачал ти? Каков совет би им дал? Па, мојот совет за сите млади, за сите луѓе, во главном што сакаат да се бават со нешто, мојот совет е да се бават со тоа нешто, без разлика дали се поддржани дали се поддржани финансиски, емотивно или не знам, самите нека се поддржат. Мислам, можеби не е паметно јас кој што сум добил некои шанси, сум ги искористил, не знам дали добро или не, да зборувам дека ако не се добиени шанси, дека не треба да се паѓа со духот, но сметам за себе си и сметам за сите дека ако се бават со тоа што го сакаат, безусловно дали се поддржани од други или не, полека ќе станат поддржани, баш заради љубовта што имаат кон тоа. Така, преубаво кажано на самиот крај. Мене ми останува само да ти се заблагодарам за твоето денешно гостување. Ете, за таа можност што ни ја даде, што ни ја пружи одблиску да те доловиме до сите наши гледачи на телевизија Мега, се разбира, ќе ти посакам уште многу успех. Представата Дон Жуан да се прикажува долго време, да им да достигне на вистина голем успех и тебе лично, во секој случај. Фала ви што ме викнавте. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани, тука е крајот и на денешното издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте и секако ве поканувам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Довидување, имајте убав остаток од денот.